Еврокомесарот Јоханес Хан во име на Европската Унија да ја осуди така наречената тиранска платформа, затоа што таа представува директно мешање на една земја кандидат во внатрешните работи на друга земја кандидат. Бара искусната пратеничка во Европскиот парламент и прв човек на групата на пријатели на Македонија во Европарламентот Маријана Петир, во писмото што таа го испратила до Хан. Петир посочува дека давањето мандат за формирање нова влада во Македонија стана заробеник на уцената за етничките платформи од страна на едно малцинство во земјата како препорака од премиер на друга земја кандидат. Хрватската европратеничка го предупредува Хан дека ова може да стане опасен преседан во меѓународните односи. Во писмото Петир истакнува дека тиранската платформа не беше дел од изборниот процес, туку беше формирана по него и стана услов за формирање на македонската влада. Тиранската платформа, која беше договорена по изборите од страна на претседателот на владата на Република Албанија господин Рама и три парламентарни партии што ги представуваат албанското малцинство во Македонија, ДУИ, БЕСА и Алијансата на албанците, постави услови за формирање на влада во Република Македонија, кои се во спротивност со уставот на земјата. Покрај тоа, така наречената тиранска платформа представува јасно кршење на македонскиот устав и ги загрозува правата на македонскиот народ во сопствената земја, бидејќи конститутивни права за албанското малцинство, чиј број не е познат поради застарениот попис и кои целосно ги уживаат сите малцински права во Република Македонија. Истата е загрозување на начелата на Охридскиот рамковен договор и мултиетничкиот карактер на земјата и ги става другите малцинства во Македонија на второстепена позиција, пишува Петир во писмото. Европратеничката Маријана Петир во писмото исто така пишува дека и лично Хан ги повика сите релевантни политички чинители во земјава да ги почитуваат изборните резултати и демократските процеси и да постигна договор за формирање на нова и стабилна влада со почитување на уставот на Македонија. Но со оглед на тоа што е создаден ќорсокак со така наречената тиранска платформа, вели Петир, ако не може да биде постигнат договор, тогаш нови избори треба да се сметаат за решение. Петир истакнува дека членството во Европската Унија има трансформацијска мок во земјите од Западен Балкан, а Македонија заслужува почеток на овој процес уште одамна и Европската Унија има огромна одговорност да го забрза процесот и да остане максимално ангажирана во земјава, со почитување на нејзиниот суверенитет и институциите, стои во писмото што европратеничката Маријана Петир го испратила до еврокомесарот Јоханес Хан.